Добар ден, драги гледачи, во Црвена линија. Мило ни е што сте уклучени во денешната емисија, бидејќи имаме многу за дискусија. Две теми, Тина. Така, две актуелни и жешки теми. Првата и тема на денот која што ја најавувавме е цените се одмрзнуваат и одат само нагоре. Покачувањето на пензиите не е известно, а инфлацијата за месец јануари зема замав. Ке преживееме ли од први до први? Така, а и денес во Црвена линија имаме Црвена линија тема плюс, која ни гласи: дали сакате да бидете конзул? Знаете ли кое образование е потребно? Нормално, за едни пријатели прашуваме ние. А секако ве потсетуваме дека доколку сакате свежи вести и да бидете секогаш навреме информирани, посетете го нашиот сајт telma.com.mk. И кога сме на telma.com.mk, удар на вест денес е дека Телма дознава владата на затворена седница го повлекла предлогот ЕЈУПИ да биде генерален конзул во САД. Инспирирани од последните случувања, секако ќе дискутираме какво образование, каква квалификација е потребна, односно неопходна според вас, да биде едно лице конзул или пак дипломат во друга земја. Токму така, само напоменам, да објаснам за тоа што значи Црвена линија тема плюс. Тоа, како што знаете, ние актуелни теми поставуваме, и ако се појави нова актуелна тема, најнова, ние не ја бришеме нашата веќе поставена тема, туку новата тема ја додаваме како тема плюс. И тоа во иднина можна често се случува. Така, оно што ќе се случува на самиот старт на Црвена линија, ќе објавиме анкетата за главната тема на која што ќе гласате, односно ќе давате одговори само вие. Токму така. Еве анкетата. Така изгледаат анкетите. Првата анкета: ќе преживееме ли од први до први? Да, не. Резултатите после рекламите. Исто така втората анкета, што ни е новата тема актуелна: ви треба ли образование за конзул? Да, не. Ето така, резултатите како и секогаш ќе ги објавиме некаде кон крајот на Црвена линија. А сега во продолжение да го погледнеме прилогот на нашата колешка Далиборка околу поскапувањето, покачувањето на цените, односно најавеното одмрзнување на цените кој што завршува на 1 март. За 2 недели се одмрзнуваат цените на прехранбените производи. На 1 март истекува рокот на трајање на владината мерка за замрзнати цени на лебот, шеќерот, брашното, маслото за јадење, млекото, месото, млечните производи, оризот, јајцата и тестенините на ниво на цената од 1 декември. Владата ќе се обиде да спречи зголемување на цените со утврдување на маржите во трговијата на големо и мало. Министерот за економија најави дека следните 2 недели ќе има средби со сите засегнати страни, посебно со производителите и трговците со прехранбени производи, за да се најде начин да нема зголемување на цените. Ете, со ова сега дискутираме, во очекуваме на 023076677 ваши мислења и ставови, се разбира околу главната тема, одмрзнувањето на цените, дали ќе има нови поскапувања, дали ќе се зголемуваат пензиите и секако за зголемената инфлација за месец јануари. Добар ден. Добро вечер. Добар ден, во Црвена линија сте. Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот, златно правило. Дали се слушаме? И добар ден, во Црвена линија сте. Не го слушаме гледачот, но... Јас ќе кажам без срамење, ве молам, си знаете, тука сме да дискутираме заедно. Ај уште еднаш ќе пробаме. Добро вечер. Ало. Одлично, конечно успешна конекција. Добар ден, во Црвена линија сте. Браво. Сакам да искоментирам за темата плюс, за конзул. Така, околу образованието кое што е неопходно за конзул. Би сакала да знам какво образование. Дали сте се уште на линија? Дали... Ништо. Добро, идеме Ништо, со нашиот гостин, може да пренаминеме. Тогаш одиме веднаш со првиот гостин за денес, секако главна тема ни е околу одмрзнувањето на цените, зголемената инфлација за месец јануари, и на линија го имаме господинот Стасе Нолев, кој што е раководител во одделението за животен стандард. Дали се при Заводот за
статистика. Дали се слушаме, господине Нолев? Телефонски ве вклучуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден и секој добро. Како сте? Прво прашање од Црвена линија. Ви благодарам. Поздрав до вашата екипа и до гледачите на Телма. Благодарам. Прашањето до вас е следно. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот во месец јануари за 2022 година во однос на претходниот месец изнесува 101,5, а индексот на цените на мало изнесува 101,2. Ние ќе прикажеме сега табелата и за гледачите да ја видат, а ве молам да ни ги објасните бројките. И секако причината за зголемената јануарска инфлација. Па, вака, Државниот завод за статистика е, како што знаете, основен носител и координатор на статистичкиот систем во земјата. Користејќи цените на мало на околу 670 производи и услуги, кои се следени во 8 градови во државата, во околу 1500 продавници и гостителски објекти. Со овие податоци ги пресметуваме, значи, двата индекса, и индексот на трошоци на живот и индексот на цени на мало. Како што кажавте, тие два индекси се разликуваат, меѓутоа истите цени се пресметуваат и двата индекса со тоа што е различен нивниот пондер, односно, подобро да бидам сватен за гледачите, нивната тежина колку таа цена ќе влие во вкупниот индекс. Имено пондерите за пресметка на индексот на трошоците на живот рефлектираат потрошувачката на домакинството, тоест на резидентното население, а за разлика од тоа, индексот на цените на мало всушност ја откликуваат вкупната потрошувачка на државата, во која покрај потрошувачката на домакинството влегува и потрошувачката на предпријатијата и на нерезидентите во државата, односно конзуларните представништа, странските државјани, туристите и слично. Попластично објаснето за вашите гледачи, порастот на цените, да кажеме, на храната, многу повеќе влијаат во порастот на индексот на трошоците на живот и спротивно, порастот на цените, да кажеме, на бензините или устителските објекти, многу повеќе влијаат во порастот на индексот на цените на мало. Што се однесува до вториот дел од вашето прашање околу последните податоци со кои располага Државниот завод за статистика, тоа се јануарските податоци за инфлацијата, изразени преку индексот на трошоците на живот. Имено, јануарскиот индекс на трошоците на живот за јануари споредено со минатата година изнесува 4,1%, и овој процент е резултат на повисоките индекси во групата на домувањето, водата, електриката, гасот и другите горива, со 6,7%, потоа транспортот е зголемен за 6%, групата на храната и безалкохолните пијалаци за 5,5%, рестораните, хотелите за 4% и така натаму. Додека намалување во јануари во однос на претходната година е забележен само во групата на комуникација. За најголемо влијание во порастот на вкупниот индекс на трошоците на живот имаат цените на храната, цените на домувањето и цените на транспорт. Имено во јануари храната и безалкохолните пијалоци поредено со претходната година порасна за 5,5% поради повисоките цени на маслото, прехранбените производи, лебот и житариците, зеленчукот, потоа групата на шекер, джем, чоколади и кондитерски производи, кафе, чај, какао, риба и морски плодови и месо. Во групата на домување, која влијае во вкупниот индекс околу 13%, во јануари повисоки цени имаме кај пропан, бутан, гасот за домакинствата, потоа кај течните гореви за домакинствата, централното парно грење не се зголеми, електричната енергија, како и цврстите горива, и на крај третата по важност е групата на транспортот, која што учествува во вкупниот индекс околу 8%. Во оваа група јануарските цени во споредба со претходната година се повисоки кај LPG гасот за домакинствата
за автомобилите, пардон, за околу 20,3%, потоа кај дизелот, кај превозот со такси возила, бензините, меѓуградскиот превоз со автобус и новите моторни возила кои се зголеме за околу 40%. Така И да. за крај, според последните информации на Народната банка, како информација, значи инфлацијата постепено би се стабилизирала и би почнала да се намалува некаде во втората половина од 2022 година. Така, благодарам многу што одвоивте време и што се вклучивте во Црвена линија. Секако се со цел да ги информираме детално и да им објасниме на граѓаните околу последните случувања врзани токму за зголемената инфлација и секако да ги објасниме индексите на трошоци. Благодарам уште еднаш, а сега е време да ги вклучиме и гледачите, тоа значи вас, драги наши, не заборавајте 023076677. Денес имаме и тема плюс, бидејќи е неверојатно актуелна. Тео? Токму така, јас сум тука, како што знаете од емисија на емисија, да подсетам околу техничка дел, како вие нас може ни се вклучите во емисија преку нашите социјални мрежи, Црвена линија на Facebook, Црвена линија на Twitter и Црвена линија на Instagram. Преку порака, односно меседж, односно во тема на денот во коментар, може да ни го споделите вашето размислување околу главната тема, нормално и тема плюс за конзул. И ние заедно ќе прочитаме ние заедно ќе прочитаме вашето размислување, вашиот став околу сето тоа и највеќе во очекуваме на телефонски број 02 307 6677. Звонете, не се срамете. Па, дали имаме гледач? Дојде, Драган. Да, одлично ве слушаме, намалете го само еве навреме да речеме тонот на ТВ приемникот. Во Црвена линија сте, добар ден. Добар ден. Добар ден. Добро вечер. Овде во Бароска, село Орман. Поздрав, Голем поздрав Бароска. до вас. Хвала Еве, многу и на вас поздрав многу. Благодарам. Малку сум работела на нива и сега ручат и седнав и одма да ве чуем вас. на Како здравие нека ви. Ајде сега да продискутираме прво за првата тема. Првата тема беше за дали ќе стераме месецо. Па, Ни случајно не скратено може да токму стера. така. Сине, јас имам 13.000 пензија, 7.000 плати струја. А каде е телефонот? А каде е водата? А кај се лекови? Стари луѓе сме. Што ќе јадеме ако немам друго примање? Тешко на тие луѓе што се само на таа пензија 13-15. Најтешко. И на мене не е кој знае сјајно, ама можам да терам бар со јадење, имам доволно. Не студевам за ништо, ама многу сам работела ако сум била млада, па сум створила нешто. Затоа сини сега ногите ме болат, па не може да работат, ама со сила уште поработувам по нешто. Еве, мал коментар од вас секако и за темата плюс денес која воведовме, а тоа е дали ако сакаме да бидеме конзул, какво образование? Треба ли да имаме соодветно образование за тоа искуство и квалификации? Па види сине, јас сум со занаатчиско школо, фризер сум, не сум на толку учена тие работи да ги објаснам, ама за ова тешко, мора да се покажат и пензија и све. Така. Сега го останете со нас Црвена линија. Денеска еве ново правило, имаме и тема плюс и секогаш од сега натаму ќе ја воведуваме доколку во последните 24 часа. Искочи нешто актуелно и излезе интересно. нешто неверојатно актуелно и тема за која што особено се дискутира на социјалните мрежи. Да, а сега идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и секој добро, во Црвена линија сте. Ајде ќе бидам со вас, оти вие имате такви теми што човек не мора да се нервира за политика. Добро. Кој ќе биде вашиот став за првата тема, еве, за почеток? Мојот став за првата тема треба јас од чисто македонец значи ќе повторам. Мојата прва тема за првата тема. Јас сум чисто македонец од Призет и морам да се сменам верата и да бидам албанец и да бидам министер, што сакам да бидам или конзул или било што.
Друго нема. Ова е за втората тема. А тоа е според вас какви квалификации треба да има човек за да стане конзул, например, во дипломатијата? Ве кажам. Тоа е единствено. А во однос на тоа како ќе преживееме од први до први? Единствена цел само да се, ако ме слушате, оти го гледам телевизорот. Да. Добро, Прво добро. само треба да се пишам албанец, друго не ми треба, ни спрема, ни стручност, ни ништо. И го поздравувам председателот на Македонија Али Ахмети. За втората тема. Што да ви кажам за втората тема? Нема што да кажам, врзуваме крај со крај, како да сме или живи или умрени. Тоа е тоа. Нема што поќе. Меѓутоа, додека се овој народ си дома и врзува ко мене, Времето за жал истече. 90 секунди, секогаш внимавајте на тајмерот, затоа и го објавуваме. На она со што одиме следно е секако прилогот во кој што ќе се подсетиме околу последните најавувања за зголемувањата на пензиите, а и ве што подготви нашата колешка Александра. Пензиите ќе се зголемат по принципот како што беше со минималецот, со заедничко решение на сите страни. Пензионерите ќе добијат и еднократна финансиска помош за справување со економската криза, која најверојатно ќе биде скалеста и ќе зависи од износот на пензијата, најави премиерот Ковачевски. За петок е закажан првиот состанок на владините економски министри со Сдруженијата на пензионери. Ќе се утврдува и моделот по кој ќе се пресметуваат пензиите. Битики рече дека за зголемувањето на минималецот и пензиите нема потреба од ребаланс. Она од што секако имаме потреба е да го вклучиме и следниот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар вечер. Добар ден, дали се слушаме, во црвена линија сте? добар ден. Добар ден и секој добро. Ќе започнете со првата тема или темата плюс? Вие ми одзедовте многу време, затоа ми заврши времето. За првата тема кажа. А така, во продолжение, добро? Дека кажа, само треба да си ја сменам верата и да бидам албанец. Тоа е тема, тоа знаеме темата плюс. Но и ве да кажете нешто плюс во однос на покачувањето, односно одмрзнувањето на цените, најавеното покачување на пензиите и секако зголемената инфлација за месец јануари. Ке преживееме ли? И нормално без спомнување на имиња, без навредливи работи. Добро, ајде ќе се држам на тоа. Малце фати по тоа. Од први до први можеме да врзиме само со лепи ајбар што го направивме летос. Иначе никако, ни со пензии, ни со ништо. И нешто ако излези приватно, да чепниве дрва, да цепиме ова, она, тоа е тоа. Иначе, пензиите треба да се зголема, не се противам, заради тоа што, еве, ви кажувам, имате добра класа во Македонија што се живее 10-15% добро и не ги интересира ништо. Замислете 9000 минимална плата во време на ВМРО, 18 сега. Одиме со следен гледач, веруваме дека на 0230766677 ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден, добро вечер. Добар ден. Одлично ве слушаме, во црвена линија сте. Да, се јавам од Неготино. Поздрав до Неготино. Сакам да зборувам за првата тема, за пензионерите. Добро. Пензионерите може да издржат од први до први само оние што взимат 5-6 хиляди пензија. А оние што взимат 9.000 до 12 или 15 не може на за лекови, а не па да издржат за храна. Храната е страшно покачена, 1 килограм зејтин 120-150 денари. Кој може да издржи? Кој може? Не може никој да издржи тоа. Ова е хаос што се прави во државата кај. Не знам како ќе се издржи. Не знам. Среќа што ние во Неготино имаме бавчи, имаме од друго што имаме нешто па да преживееме. А оние што не зимат, тешка работа. Еве имате ли коментар за втората тема плюс воведена во црвена линија? За
какви квалификации и образование е потребно за конзул и дали воопшто не е потребно било какви За квалификации? конзул, само ако си партijski војник на СДСМ, можеш да бидеш конзул. И не треба ни школа, ни ништо. Таму се се напикани со средна, а не со факултет или со некој образование што треба таму да се работи. Само да си партijski војник на СДС, друго ништо. Ништо друго. Пропадна оваа држава не се живее више. Крај. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Тина, а пред да го приклучиме нашиот сленглач, јас само знам здодевен сум веќе со ова, но морам пак да кажам, ве молам припазете на времето, односно на тајмерот кога сте вклучени во емисија. И после сето тоа кажано, идеме на нашиот сленгледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро, одиме со нешто што секако ја заинтригира јавноста, а тоа е еден твит коментар кој што го објави Божидар Божиновски. Еве Тео ќе прочита, ова е нешто што е актуелно цел ден денеска со вкупно 696 лајка и 17 коментари. Така кој гласи, повлечена одлуката за конзулката во Њујорк, спакувај се, отпакувај се. Го пукнавте детето. Така, а ние сега ве водиме во Тетово, каде што се направи и анкета, па да слушнеме како тетовчани гледат на тоа колку ни е скап животов периодов. Дали е скап животот? Па бога ми да. Да. Што мислите за постојаните покачувања на цени? Не знам што да речам. Треба да се пази све, треба да се стегне кај ишо со еден збор. Вистина, се е скапо, се е скапо. Да, скап е, премногу е скап и платите се мали, стандардот е низок на работниците. Не едам до кој ќе стигне во оваки да иде. Претерано. Што мислите за постојаните поскапувања на цените? Треба да се замрзнат. Не знам што да кажам. Скап е? Скап. Штом се покачуваат основните горивото, мора се да се покачи. Тоа си е процес што си оди. Нормално. Мора да биде така. Граѓаните можат ли да го издржат? Не. Тешко. Тешко. Како кој пареков, какви примања има, ама тешко. Па многу лошо за народов со ниски примања, многу лошо. Све е скапо, све. За мене многу е лош живот, многу. Тетовчани беа едногласни, се е скапо, а сега да слушнеме кој е ставот и коментарот на следниот гледач. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и секој е добро, повелете. Добро вечер. Па вака, темата е цените се обрзнуваат, покачувањето на пензиите неизвестно, а инфлацијата зема замок. Зема замок. Да. Па видете, вака сега една држава, ни еден политичар не може да каже дека влада е со јака држава ако цените на прехранбените производи се скапи. Значи не е достапни за граѓаните. Значи тоа е сиромашна држава. Добра, коментар за нашата втора тема? Тема плюс? За што беше тоа втората тема за околу квалификациите и образованието кое што е потребно да се биде конзул и дали воопшто е потребно образование за конзул и квалификации. Па видете, мислам денеска во нашава држава, во Македонија или сладко речено Северна Македонија, се е можно. Значи, квалификации нема потреба да има човек, само да биде така симпатичен, убав, приврзан кон некоја политичка партија, нарочито актуелниве. И имате уште 12 секунди, дали ќе го искористите до крај вашето време? Да, само да ве поздравам вас. Вака сте ми убави, фини, симпатични, останете ми така и целата екипа на Телма телевизија поздравува. Благодарам многу за вклучувањето и останете со црвена линија до крајот секако. А во продолжение, секако ги прашавме и граѓаните на Битола дали животот е скап. Како издржуваат таму? Се од ден на ден се појде поскапо. Што? Те
прехраната, горивото се. Тоа е основно за живење. Да не правиме муавет за облекување. Нема, скапо е, многу. А пензиите ни се мали. Јас со жената сум, ми се чини дека доволно ми е. Работим во рек, имам уво пензија. И жената зема пензија, доста ни е, 20. Со скапотијата, значи, излегуваат? Па, сега зборавме баш за тоа. 50 динari компиру дојде. Сега зборавме, многу скапо е. Крпен живот дојдов на Стале Попов. А што да речам сега, да се насмееме џабе, да се нервираме. Тешко крпиме. Еве сега разговараме со пензионерите, колегите, во вестите вчера од 1 март одмрзнување па на сените. Што да кажеме поќе? Нема што да кажуваме, со моревме од кажување. Си водиме рачун, колку ни е долга чергата, толку нозете ги пуштаме и тоа. Пензионер сум. Па, иначе све поскапено. Да. Цените до небо. Тоа е. А платите ниски и животот за никаде. Моментално во Македонија е скап животот многу. Многу. И се живее од месец до месец да поминиш. Горивото иде до облаци горе. Храната и таа поскапе. И се не живееме како што живеевме порано. И во Битола те одногласни дека животот е скап. Така. Што мисли кој ќе биде следниот став, ќе откриеме од новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добро вечер. Добар ден, во Црвена линија сте. Здраво. Да. Здраво, секој добро, повелете. Не дека ми рекоа дека има пред мене некој за тоа чутев. Значи јас сум, а? Секако дека вие, повелете. Па добро, сега вака, додека има ваков народ како памукче, супер ќе се владаат овие што владаат со државата. Дали овие сегашни или оние што беа, што шарена револуција ги бутна и се ѓавале. Значи, со ваков народ е лесно да се владее, покачување на цени, они индолентно се гледаат на работите, паѓа стандардот, пак индолентно се гледаат на работите, како ова, ја мислам дека ако памтите филмот што беше Балкан Кан, кога тој гледаше таму војни како се одвиваат по светот и на крај под прозорот небо беше пукањето. И тогаш тек свати дека више нема каде. И пак почна да бега од војна. Знаеш, Караспилчо, што се однесува за втората тема, ја ви кажал една работа, значи, ваljda дотичната конзулка е Влабински добро обсервирана од министриве со се за надборишни и внатрешни работи таму кој беше Театен Груби. Поздрав, пријатно. Благодарам. Благодарам за вклучувањето. И сега одеме со уште еден гледач. Добар ден. Добро вечер. Да. Добар ден, во Црвена линија сте. Благодарам. И сакам една работа кажа. Волочка со школи за конзули. Јас лично го познам човекот што е сега. Ако може малку погласно ве молиме да ве слушнеме подобро. Добро, го се исклучи најверојатно гледачот, веднаш ќе вклучиме друг. Добар ден. Ало. Одлично ве слушаме, во Црвена линија сте. Секој добро, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Викам, тензиите падна, мислам на тензиите околу Украина. А пензиите ќе се зголемат, по моје мнение, за едно 200 денара. Во врска со второто прашање, планирам да бидам конзул, да се осеќам као конзул, бидејќи ќе се преселам во Битола, нели тоа е градот на конзулите. Така да, што да се каже? Во владата имате доста луѓе кои
се со фал дипломи и кои не ја знаат работата што ја работат. Се додека не се става луѓе на работни места кои што одговараат и си ја знаат работата, вака ќе ни оди државичката. Ние со стандардот паѓаме. Ќе дојде едно време, може би, кога ќе ви видам јадете бурек или некој сендвич, ако сум посилен, ќе ви го земам насила, да знаете. Добро. Не дај Боже да дојде тоа време. Значи, стандардот се повеќе паѓа. Јас ќе ве поздравам и ќе ви посакам убав ден. Благодарам. Благодарам многу, а ние ќе посакаме да останете и до крај со Црвена линија и секако со програмата на Телма телевизија. А ако се префрлиме на социјалните мрежи. Сега малку принос да им дајаме на социјалните мрежи, односно на Facebook светот околу Црвена линија, да видиме опораки, драгче, што нима напишано за двете теми. За конзул треба да се исполнат услови, соодветни и пропишани. А за да преживееме, мислам да преспиваме, па и да јадеме секој втор ден. Тешко ќе преживееме. Со оглед на тоа што не можеме ни сметките, ни кредитите да си ги платиме, ќе преживеат само извршителите. И уште дополнителен коментар, јас немам ни евар. Среќа што имам кисела зелка, па ќе преживеам некако. Ете така, сега се префрламе во Штип да видиме што мислат граѓаните кога ги прашуваат за тоа колку е скап животот во Македонија. Лекарствата, тоа е важно. Струја, вода, за јадење колку има толку. Нема шанси да не стасува, не. Јас кажа, работила сам и пак, нели колку сам можела, значи да дојдам до оваа сега што си ја зимам, 13.000, од тие со фамилија што издржавам. Со 12.000 дарки пензија не останува, ништо не останува. 12.000 пензија е тоа? Стварно имаме замрзнати цени. Еве, торба за 700 денари немаме што да ручаме и што да вечераме или да доручкуваме. Значи најситни работи, најосновни зачини мод. Значи страшен живот, страшен. Ете како Штипја не одговорија за тоа колку е скап животот во Македонија во моментот, а сега ќе го вклучиме и новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добро вечер. Повелете. Слушав 3 града. Исти одговор. И мојот одговор е вако. Дали се слушаме? Да, продолжете секако. Јасно ве слушаме. Дека не го гледам времето. 80 секунди. Секде исто, секде не случајно е исто. Што ми останува да прашам? Дали оваа влада мисли да ни купи едно јаже или ортомче да се бесиде, или ќе ни го даде ортомчето таја, бесплатно? Друго што да ви кажам. На темата плюс? Таа темата истото е. Зборувавме за тоа дали е неопходно образование и квалификации да се биде конзул или воопшто не? Не мора, само мора да бидете албанец. Само мора да бидете албанец. Другото се е нормално. Не морам, никаква квалификација. И ќе настојувам да се пишам во ДУИ. Иако се чист македонец од приде. Само така можам да просперирам во оваа држава. Така, имате уште 24 секунди, 23. И најверојатно ни се исклучи гледачот, но како и да е на социјалните мрежи е интензивно, Тео. Така, се префрламе сега малце на Твитер светот, односно Твитер, и најдовме слика од лудиот Макс. 30 износи, еднаква на добивка. Конзул, конзул, конзул. Тоа е добивката за нашиот срекник. Исто така идеме на нашиот следен твит, исто така одбран, од Јанко Илковски, кој може да прикажат за и вие да видите, кој гласи: 25 години сум на телевизија, па заслужив конзул барем на Малдиви или Дубај или Бахами. Згора работам со Google, Windows, Skype и TeamViewer. Тоа се сериозни квалификации. Така, ова се само дел од најактуелните и најинтересните коментари на Твитер заедницата.
А на 023076677 вклучуваме следен гледач. Добар ден! Добар ден и убав среќен ден вам и на вашата екипа, билки мои. Благодарам. Благодарам. За да биде, треба да се има зашто кој треба да учи. Затоа што занаетот никогаш не е изумрен. Треба да има занает и да си без занает ништо не бива. Занаетот е најголема и најопходна работа. Ако не ме бива мене за школија, што викаат старите луѓе, морам да се одлучам да бидам, да научам некој занает, за да имам паричка во животот и да ги моите деца утре школувам и да им давам насока во кој правец треба да одат. Толку ви благодарам и пријатно. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и еве да нагласиме дека на секој гледач секако му го цениме неговото мислење, сакаме да ви има во поголем број, бидејќи од ден на ден еве воведуваме и теми плюс животот секогаш со нови изненадувања. И тоа само за вас. Добар ден. Идеме со следен гледач. Добар вечер. Добар ден. Да. Игор од Битола. Така се. Поздрав. Повелете. Сакам да кажам поздрав. Вие сте млади како мене, ми е кеф и јас сум млад човек кој остана без родители. Брат ми не ме гледа толку вака, за темите сакам, за темите. Ајде за првата. Цените се мрзнуваат, значи е поскапено, е поскапено. Пензионерите нека земат висока пензија. Јас имам пензија и се радвам што ја покачува, зати после смртта на татко ми наследна пензија земам. Од први до први не се преживева, тешко. Од први до први е тешко. И за втората тема, треба дечината, децата, младината да поќе да учат, да читат, да има факултети, средни образовани, основни школи, факултети, тоа е паметна работа. Една мисла постои, кој поќе знае, кој поќе е учен, поќе добива. Тоа би било се. Во ред, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ќе вклучиме ли уште еден гледач? Па, ја мислам нека време Ја за мислам тео малку одмор. Одишка и кратки одмор. реклами, да. Одиме со реклами. Кратки реклами. А по рекламите една важна објава за сите оние кои што сакаат да видат што се објавуваме на нашата страница Црвена линија Facebook. Топло препорачуваме да го погледнете новото видео, поточно обраќање од внукот на Јордан Соколот Паризлијата, 30 години искуство во медиумите. Што ли се треба да се направи за да стане и тој конзул? Така, тоа може да го видите на нашата социјална мрежа на Facebook, а сега крајните резултати на нашите анкети. Тина, ајде. Ајде одиме со првата анкета. Ќе преживееме ли од први до први? Само 33% одговориле со да, а цели 67% со не. Идеме со нашата втора анкета. Втората анкета, односно анкета плюс, Ви гласаше вака. Да, ви треба ли образование за конзул? Да, не. Да има 73%, не 27%. А сега го останува тука јас и Тео да ве поздравиме, да ве охрабриме да коментирате секако на нашите социјални мрежи, не има и на Twitter, Instagram, Тео ќе ве пречака и на Facebook. И секако утре се гледаме со нова актуелна тема. А Тео сега ги препуштаме на... Сега ги препуштаме на, како викам, сигурните раце на Готвиме со Маја. Така, гледајте Телма и се гледаме заедно утре во истото време. Чао, чао.